Премиерот ја советува опозицијата да се приклучи на процесот на меѓупартиска комуникација за реформските закони. Вели не знае дали СДСМ ќе даде поддршка на Сейф Сити, но според него граѓаните веќе го сториле тоа. И она што мене ме радува е ако од почетните, би рекол, денови кога имаше неколку десетици илјади сообраќајни прекршоци, во одредени денови на почеток имаше и повеќе од 100.000, сега веќе се движиме на бројката 2-3.000 на ден. Тоа значи дека граѓаните го почитуваат овој проект и тоа е доказ дека можело да се почитуваат законите. Јас сум среќен што тоа се случува, така што благодарност и до граѓаните, еве и до возачите и апел да бидат совесни. Мицкоски вели дека по празното столче на лидерската средба во СДСМ треба да бидат свесни дека нивното место во опозицијата брзо ќе го пополнат други партии. На политичката сцена и во политичката теорија и пракса празен простор не останува. Ако вие се повлечете и оставите празен простор, некој ќе го запоседне тој простор. Дали тоа ќе биде таа политичка партија за која што вие говорите, дали некоја друга, дали некоја можеби нова, трета, не знам, но во суштина кога вие го напуштате просторот политички, тогаш тој простор некој друг ќе го запоседне. Едноставно така функционираат работите во животот. Опозицијскиот лидер Филипче вчера не откри дали СДСМ ќе гласа за законот за прекршоци кој е клучен за да профункционира Сейф Сити. Рече дека не жали што останал надвор од процесот на разговори меѓу партиите, бидејќи според него не требало да се дава легитимитет на власта, бидејќи таа не давала одговори на темите кои СДСМ сака да ги наметне во јавноста. На Бихачка денеска одбележаа 10 години од заменувањето на Груевски. Констатираа дека во ВМРО се било исто. После 2 години граѓаните повторно живеат тешко, стандардот им опаѓа, македонските работници имаат најниски плати во регионот, а владата не превзема ништо. Повторно се врши партизација на сите институции. Власта ги зема под своја контрола судството и обвинителството, ја злоупотребува и полицијата за партиски цели, се вели во соопштението на СДСМ. Александар Спасовски, Сител телевизија.